Почитувани гледачи, добро вечер. Од Хотел Либеро започнуваме со уште едно ново издание на подкастот Делчево 365. Голем број наши сограѓани, особено млади, го напуштија родниот град, живеат и работат некаде низ белиот свет. Секој со своја судбина и со своја приказна. Еден од нив е и нашиот сограѓанин Зоран Момчилов, кој што работи во Италија, има своја фирма, но е и музичар. За тоа, како се работи, како се запечалува во Италија, но и за тоа како таму нашите се забавуваат, зборуваме во ова издание на подкастот. Добро вечер и добро ми дојдовте. Добро вечер до вас, добро вечер до гледачите на подкаст. Благодарам за укажаната чест и покана. На почетокот кажете ни еве нешто за вас, колку време како сте во Италија? Па вака, од 2003 година мај месец, 5 мај, заминав од Делчево во Италија. Скоро 22 години како живеам и работам таму. Се дружим и со музиката, со нашите, и тоа е. Времето тогаш за работа беше многу тешко да се најде и еве бевме принудени на некој начин за да заминеме од родното Делчево и да си ја побараме среќата надвор од земјата. Се сеќавате ли на моментот кога заминавте од Делчево и што е она што најтешко ви падна кога требаше да го оставите зад вас? Се сеќавам и тоа како бевме околу 4-5 другари, тргнавме од минувачница Пресинг со автобус. Беше многу тешко да ги оставиме роднините, пријателите, родното градче и се она што не поврзува како граѓани на ова убаво Делчево. Како изгледаа вашите први денови или први месеци во Италија? Како бевте прифатени? Па, со стигањето на местото Канели, градчето Канели, каде што и живеевме еден краток временски период, таму беа некои наши другари кои не прифатија, додека се обезбедивме со престој, со работа. Почетокот беше малку тежок, како и насекаде во светот кој што заминал знае. И тоа е. Али полека човек со минување на годините се знаоѓа се. Сега е поубаво, подобро, имате свој бизнис таму, кажете ни како започна приказната околу работата? Да, пред повеќе од 3,5-4 години со мојата драга сопруга Марија отворивме семеен бизнис, фирма за чистење на објекти. Таа работеше во тоа време 18 години како работи за царот и царицата. Секое место има свој цар и царица во тогашно време. И почнавме, бидејќи подолг временски период сме таму, италијанците што живееме во тоа место, и тие ни дадоа поддршка, ја познаваат неа долго време и така почна се. Дали е тешко во Италија да се регистрира фирма, да се започне со работа? Па тешко не е, важно да имаш идеја и една почетна страна од кај ќе тргнеш и што сакаш да работиш. Полека со поминување на времето те запознаваат, прашуваат за тебе и ако работиш добро, што тие тоа многу го ценат, ти подаваат рака и сето тоа почнува така. Кој ти беше најголемиот предизвик на патот до успехот? Најголемиот предизвик ми беше тоа што ние како народ, македонците, сме многу почитувани од италијаните, бидејќи сме многу работен народ. Знаеме да градиме, да работиме, да ствараме, да постигаме успеси. И тоа те мотивира да направиш нешто за кое самиот себе си ќе се гордееш со тоа што си го направил, што си го створил. Дали може да ни направите разлика за тоа, еве, како е со работењето кај нас, а како е во Италија? Па, работењето, да кажеме дека повеќе се работи во Италија, за разлика од овде и овде се работи, но работното време е некако подолго него овдека во Македонија. И тоа е, човек
работи. Дали таму се почитуваат правата и одговорностите на работникот? Секако дека се почитуваат, тоа го ценат тие и го наградуваат за успехот што ти го понудуваш, го влеваш за фирмата во која работиш или за собствената фирма. Дали менталитетот таму се променува кога ќе бидеш повеќе години? И како професионалци, и како работници, и како со минување на времето се прилагодуваш на нивните начини на живење, али сепак го носиш духот на Балканот и така. Има едно интересна работа, мене лично ми е барем интересна. Еве како пример, само ќе земам, има голем број на примери. Така. Појасот во кола за возење се носи во Италија задолжително. Само што ќе се помине границата во Македонија, појасот веќе смета. Така. Има еден куп вакви примери, зошто е тоа така, што мислите? Се осеќаш дома. Некако чувството веќе те обзема, знаеш дека си дома во својата татковина и малку правиме грешки со тоа што не го почитуваме и законот овдека, пошто знаеме дека Македонија сака да стане европска држава. Не знам, така е некоја навика стекната од нашите и тешко се менува. Вие сте биле во посета и кај папата? Така. Раскажете ни за оваа случка. Кај папата отидов благодарение на мојот директор, екс-директор, кај што работе во една винарска визба, Кастело ди Перно се вика фирмата, ми понуди 2 работи како награда, бидејќи стварно ние како народ сме многу почитувани, бидејќи сме вредни и тие тоа го ценат и сакат да те наградат со тоа што ти автоматски даваш уште повеќе од себе за таа фирма кај што работиш или местото кај што седиш. Имав првата понуда ми беше 10-дневно патување на некоја дестинација околу светот, покачување на втората беше на платата, на месечната плата и третата беше лично јас да изберам. Јас така, мислејќи, ми дојде идејата да идам во Ватикан, пошто ми беше желба, еден од многу бројните сонови неостварени мои, да го видам Ватиканот во Рим и чисто да се ракувам со папата Франческо во тоа време. И така, тоа се случи, за мене голема чест беше, му благодарам на мојот директор во тогашно време, Грегорио Джити. Сега рековме дека имате ваша фирма во Италија, дали имате голем број на вработени или како функционирате? Фирмата брои околу 5 работника, тројца што се вработени и јас и мојата сопруга. Полека заземаме захват во поголеми градови каде што живееме, ротираме во Алба, градот што сите го познаваат и околу. И тука се надевам дека... Дали тоа се наши делчевчани кои што работат кај вас, или македонци? Имат работено и наши делчевчани. Работничката едната е романка, другата е од Африка, третата е од Виница, од Македонка. Вие сте и музичар, како вашата музика влезе во вашиот живот? Благодарение на мојот чичко Слободан Момчилов, тој ми беше патокас и почеток за микрофонот да стане мој пријател, мој сопатник во животот. Далечната 1994 настапи прв пат на Распијано Малешевче во Пекчево и од тогаш до ден денес се занимаваме со музика. Тука сте учествувале во повеќе емисии во Македонија, дали на некои надпревари сте биле музички кај нас во Македонија? Да, сум бил на многу надпревари, ќе го спомнам Профест Пробиштип, вашиот прв аплауз во Скопје, Гоцеви денови како манифестација и тоа. Вие во Италија свирите на македонски забави. Да. Што ја крева публиката во Италија? Што нешто сака да го слуша, да го свирите и да го пеете?
Публиката секогаш ја крева убавата македонска песна, печалбарските песни, патриотските песни. Народот желе, сака да се забавува после една работна седмица, да излезе по ресторантите и таму што ги имаме. Атмосферата е прекрасна, соработуваме со доста познати имиња од македонската естрада, како што се Сузана Гавазова, Василија Петрова, скоро свиревме заедно за дочекот на новата година, кај нашиот сограѓанин Горан Богдановски, Крцко, и тоа е. Има ли некои посебни песни кои што будат посебни емоции кај нашите таму? Или тоа се патриотските песни кои што ги споменавте? Повеќето патриотски песни будат големи емоции, а исто така и печалбарските кажи облачеле бело, овие тугината пуста да остане. Так. Како изгледа една македонска забава во Италија? Многу интересно, весело, убаво, како што реков и пред тоа. Луѓе се собираат од сите градови, многу се дружиме, сите заедно, со некои што се немаме видено подолг временски период. Тоа е еден начин да се видиме, да си помуабетиме, Дали младите кои што се родени таму или кои што како многу мали отишле во Италија сакаат да ги пеат македонските песни, дали ги посетуваат тие македонски забави? Да, останува се уште духот на македонското, така да кажам, царство во музиката и кај младите. Ние постарите тоа го пренесуваме, гледаме да го пренесеме од генерации на генерации и така ја сакаат. Колку се важни овие забави за да го зачуваме нашиот идентитет? Премногу значени, да знаат од каде се, од каде доаѓаат нивните родители, од каде потекнуваат, да дојдат кога имаат време да посетат татковината, од каде тргнали. Дали бакшишот таму е голем? Бакшишот зависи. Кој како сака и милува да даде. Некогаш помал, некогаш поголем. Дали може да се живее исклучиво од музика? Од музиката не може да се живее. Мора, значи уште една. Не може да се живее. Што најмногу ви недостасува од родниот крај? Од родниот крај ми недостасува, да речем, се пријателите, градчето, некои видови на храна што таму ги нема, и тоа потесното семејство. Што би порачале на сите, особено на младите, кои што планираат да заминат од Делчево? Би им порачал да пробаат, ако крајно решение е тоа да заминат од родното место. Сите знаеме дека каменот тежи на своето место. Дома е дома, како дома нема никоја. Нека пробаат да видат, тешко е и почетокот е тешок. Сега повеќе сме застапени ние македонците во странство, дали во Италија, Германија или Швајцарија, каде што највеќе ја посетуваат. Каде се гледате себе си во иднина? Во Македонија, во Италија или повторно на релација Македонија-Италија? Има некоја желба за враќање во родното Делчево и отварање на некоја на бизнисот што го имаме таму со сопругата, но децата се таму родени и родителите, како родители треба да бидат што поблиску за да помогнат, како и нашите родители што секогаш биле рамо до рамо со нас. Така да се надевам дека еден ден ќе се вратиме во родното место. Како пензионери. Како пензионери, ако не друго. Така е. Ако би можело со една песна да го опишете вашиот живот во диаспората, која би била таа песна? Има доста песни кои се поврзани со животот во диаспората, пред се со во тој случај што сум јас. Тугината пуста да остане. Ајде што си бевме големото друштво, бидејќи
другарите, пријателите се овде. Така, доста песни има. Има ли некоја анегдота, нешто интересно што ви се случило еве на овие македонски забави во Италија, што посебно ќе ви остане во сеќавање? Има, например, нашите секогаш сакаат да бидат регистрирани со овие медиуми што ги има веб страници, да се покажат, да видат, да покажат како сите живеат таму, како е животот, што прават, или во текот на работата да представат. Многу работи има што. Кога веќе зборуваме за анегдотите, имавме можност да видиме едно видео каде што вие на вашето работно место пеете, а италијанци или странци гледаат со подзинати усти и се чудат на вашето пеење. Така е, песната е секогаш мој најдобар другар, каде и да одам, што и да работам, секогаш песната е застапена. Тој ден флаширавме вино и почнав да пеам, тие ме гледаат, нешто разбираат, нешто не, но им представува и на нив чест да ме слушат, знаат дека сум пеач, дека тоа од мали нозе го работам, така да... Дали некој од нив се обидел некогаш да научи некој збор да запее со вас? Да, така. Има еден колега, Лоренцо, се вика, тој знаеше една цела македонска песна да пее со мене, пошто скоро секој ден ја пеевме заедно. Так, се интересираат. Им представува желба и на нив да дојдат, да видат. Јас си пред едно 10-15 години мојот директор каде работев ми беше 7-дневен гостин во Делчево. Со какви впечатоци се врати? Со прекрасни впечатоци. Сакаше овде да направиме нешто за да работиме, за да... Така. Многу му се допада. Ептен убаво. Делчево и Македонија е држава во која е се убаво. Што за вас значи да се биде македонец далеку од Македонија? Значи многу. Срцето е секогаш во Македонија. Колку и да седиш во странство во туѓина, секогаш дома си е дома. Дома си е дома. Дали со секое доаѓање во родното Делчево градот ви е сменет? Секако. На подобро или на полош? На подобро, од убаво по убаво. Секој пат кога се враќаме во родното Делчево, навистина голема пофалност до сите што влеваат надеж и поубава иднина. Дали и во Италија и покрај обврските се интересирате што се случува во родното место? Како се информирате? Секако. Со вашата страница на Facebook, со одделни видеа што покрај другари и пријатели ги споделуваме. Сте во тек со случувањето. Ги следиме. Кога станува збор за вашата музичка кариера, дали планирате да снимете песна или албум? Дали тоа би било со некој од Делчево? Дали тоа би го направиле во Италија? Да, имам идеја и желба да снимам. Разговаравме со мојот драг пријател и колега Лоренцо Трајановски да направиме некоја песна заедничка за Делчево, за тоа што се случува во градчето. Па се надевам дека ќе оствариме. Во иднина. Ќе имаме и ваша песна. Така. Дали вашите деца имаат желба да се вратат во Делчево или само на гости да дојдат тука? Па, мојот син Филип, кој има 17 години, кога се враќаме ние, има желба да се врати и тој. Така сам да дојде, доаѓал и сака да дојде, но секогаш е таму, другарчињата се таму. Тука е како на одмор. Овде е како на одмор со нас. А дали покажува некои афинитети кон музиката? Кон музиката пее како мене. Тоа ме радува. Но повеќе песни што се странски, така да кажам, италијански, англиски, македонски ги пее, така, но пријателите, другарите се италијанци, така да и да ги пее, не ги разбираат. Убаво би било кога ви направиле дует. И на тоа имам така замислена желба
да направиме, па не знам, се надевам. А дали неговите другари во Италија сакаат да слушаат македонски песни? Дали воопшто знаат за македонски песни? Да, тој секогаш им покажува слики од Македонија, од Делчево, знаат за некои одредени градови, Скопје како главен град, до некаде и учат во училиште за светот, за државите и знаат доста за Македонија. Дали одбележувате некои значајни македонски датуми или празници во Италија и на кој начин? Да, одбележуваме, има доста значајни настани, како например да одвојам 20 годишнината од постоењето на православната црква во Неиве. Гостин беше Василија Петрова, познатата Василија Петрова. Ние со моите членови од групата Позитив Бенд бевме задолжени за забавата. И доста такви настани има. Василица, исто така има значајни настани поврзани со како комиска вечер, Делчевска вечер, што имаат идеи веќе за правење, за такви настани, интересни. Јас ви посакувам многу успех. Благодарам. Со вашиот бизнис, со вашата фирма во Италија. Ја благодарам од се срце. Ви посакувам се најубаво во животот. Па се надевам дека и следна прилика кога ќе дојдете во родното Делчево, повторно ќе се видиме и повторно ќе благодарам за укажаната чест. Поздрав до вас, поздрав до гледачите. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Се дружиме за 7 дена. Имајте убава вечер.